إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Ние во минатиот дерс почнавме со оваа изворедна книга, а тоа е книгата на монотеизмот. Книгата на монотеизмот кој поради тоа е човекот створен. Значи човекот е створен за да го обожават еден и единствен Аллах субханаху ва та'ала. И велит авторот на книгата, ја почнуваат со насловот Китабут Таухид. Китабут Таухид, книгата на монотеизмот. Книгата на монотеизмот. И одма после тоа, без никаква препрека и да прави разделба меѓу насловот, спомнуваат Аллаховиот говор, што исто ова содржуваат врвен карактер и едеп спрема Аллах субхана ва та'ала. Значи да не прават препрека меѓу насловот на книгата и Аллаховиот говор. А го спомнува следниот ајет, што велит Аллах субхана ва та'ала: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Значи во овај ајет Аллах субхана ва та'ала не известува нас зошто и која е таа причина и мудрост што човекот и џиновите сте створени. Зошто секој еден некогаш може би се прашал сами од себе си, зошто јас сум тука? Што е мојата цел? Што е мудроста на постоењето во дуњалокот? Тој одговор може само оној да ни го даде нас, кој не создал. Зошто тој што не создал нас, знае најдобро зошто не створил, што е целта на тоа створување. И токму тоа не известуваат Аллах субхана ва та'ала во овај ајет: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Не сум ги створил џиновите и луѓето за ништо друго, освен за тие мене, само мене единствено да ме обожаваат. Значи да му прават ибадет на Аллах субхана ва та'ала и да се откажат од сите лажни богови и да се откажат од сите лажни верувања. Значи во овај ајет Аллах субхана ва та'ала не известува нас и не учи нас која е нашата причина што постоеме ние тука. Зошто човекот не е возможно да секој еден дел од неговото тело имат една одредена улога, една одредена цел, кој тој не ја избрал таја цел. Значи кога бе те прашал тебе човекот, некој човек, зошто ги имаш очите? За да гледаш. Ушите за да слушаш. Дали некој рекол ги имам очите за да слушам? Никогаш. Значи ушите се за слушање, очите се за гледање. Носот е за да приметуваш мирис. Значи за сите дела од телото имаме заеднички одговор. Што ние таја улога и таја цел не ја сме одбрале ние сами поради ние што сакаме. Туку ја одредил тој нас што не створил. Сега како е можно човекот целокупно, целосно како човек, да немат никаква цел, да бидат без никаква цел, без никаква улога на дуњалокот? Значи е невозможно. Каде да го бараме ние одговорот за ова врвно прашање? Значи ова прашање, прашањето зошто јас сум тука во дуњалокот, го поврзуваат твојата среќност
во дуњалокот и твојот спас во ахиретот. Значи, ова прашање е клучно за секој еден човек да знае зошто е створен, зошто постои тој овде на дуњалокот, што е причината. Таа причина не известува нас нашиот Создател, Аллах субхана ва таала, што значи وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Значи не сум ги створил ни джиновите, ни луѓето за ништо друго, освен тие само мене единствено да ме обожаваат. И овде, значи, оваа книга има душе олку. Значи, ова е првиот дел на книгата. Има душе други, 500 други страни. Што значи, имамите на теухидот, имамите што се врвни зналци во оваа тема, објаснуваат, значи, во детали како ние да зачуваме ибадетот наш да биде само чист за Аллах субхана ва таала и да се откажиме од сите погрешни верувања и пагански верувања. Зашто не се реализират, не се исполнуват ибадетот спрема Аллах субхана ва таала, се додека човекот не се откаже од погрешните божества и од погрешните верувања. Зашто единствената вера која е примана кај Аллах субхана ва таала како вера е тоа исламот. Сите други вери не се примени, не се прифаќаат. Во ајетот, значи وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ, се спомнува, значи, зборот джин. Джин на арапскиот јазик е изворот на тој збор од буквата джим и нун. Нун. Што овие две букви, велит имам Уthaymin рахимахуллах, содржуваат тајност, скришност. И токму така светот на джиновите е таен свет за нас. Значи во самиот збор джин содржува таа тајност, дека тој свет таен за нас. Исто така зборот ел-дженна. Ел-дженна исто е, значи, зборот што се враќа назад како извор буквите джим и нун. Исто така и дженнетот е скришен за нас, е таен за нас. Не сме го виделе ние дженнетот. Исто се спомнува, значи, ел-инс. Инс, јани инсан. Исто го употребуваме ни овај збор, инсан, што ги имаме земен од арапски. Значи, инсан е еднина. Инс е множина на инсан. Инс, зборот инсун, инсан, идет, подразбират, велит имам Уthaymin рахимахуллах, дека од човекот имаат потреба за еден за други. Да се помагаат, да се поддржуваат, и од тој збор инс го содржува токму тоа. Значи, тоа значење дека човекот, значи, има потреба да се најдуваат, да се стретнуваат, да се движат заедно и така натаму. Причината за и джиновите и инсот да го обожаваат еден и единствен Аллах субхана ва таала. И затоа, велит имам Уthaymin рахимахуллах, му е на човекот даено ум и разум. Зошто ако немаше човекот ум и разум, ќе беше како животните. И тогаш не ќе имаше потреба да се испратат пекамбери и да се објават книги. Зошто? Луѓето се како животни и не се барат од нив никаква обврска. Но кога му се даде на човекот, кога човекот, значи, беше се разделуваат од другите створенија, тогаш имат и задачи за него. Значи, тој ум и разум, тој памет што ни е дан нас,
Значи, со тоа се разликуваме ние од животните. Затоа некого и на некому му велиш не биди како животно. Што значи? Значи, ти имаш памет. Значи, не слагај до тој степен низок. Не дозволувај да слезиш на тој степен. Зошто? Тебе ти е дајано, значи, паметта. И затоа се слезени книги и испратени пекамбери, за да ни објаснат нас и да не подучат нас зошто сме створени. Се со тој памет можеме ние да разликуваме. Можеме ние да оценуваме. Можеме, значи, да прецениме. Потоа, спомнуваат исто авторот, шејхул Ислам Мухамед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах, други ајет, како аргумент, и ова е, значи, станува тука очевидно, и тоа ќе не следи нас во тег на целата книга, дека авторот на оваа книга, шејхул Ислам Мухамед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах, ништо не е повеќе освен еден следец на првите 3 генерации. Значи, не дошол со нешто што тој самиот го измислил. И токму гледаме тука, за секое едно што го кажуваат, за секоја една работа, потврдуваат со ајети од Куранот и со хадиси од пекамбарот салаллаху алейхи ва селем. И ова треба да биде за нас воспитување и школа. За да бидеш воспитан, да бараш аргументот. Значи, за секоја една работа што се поврзува со верата, се барат аргументи. Кој да е зборувачот, кажувачот, не се примат од него тоа што го кажуваат, се додека тој не го потврди тоа со курански аргументи и со аргументи од сунетот од пекамбарот салаллаху алейхи ва селем. Исто во врска со ова, вели шејхул Ислам Мухамед рахимахуллах, го спомнуваат Аллаховиот говор, а тоа е: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Во овај ајет исто ни се разјаснуваат претходниот ајет што го напомнавме. Велит Аллах субхана ва таала: ние сме испратиле во секој еден народ пекамбер, посланик. Во секој еден народ. Значи, никој народ не може да дојде и да барат, значи, излез и да барат оправдување дека нема слушнато и не му е дојдена објавата кај нив. Аллах субхана ва таала потврдува: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. Значи, во секој еден уммет, во секој еден народ сме испратиле посланик. Што беше неговата задача? Што беше неговото повикување? Зашто ги учеше тој луѓето? Ан ја'буду Аллах. Обожавајте го еден и единствен Аллах субхана ва таала. Ваджтанибу тагут. И оддалечете се далеку од погрешните богови. Значи, далеку да се оддалечите. Значи, ова беше така речено мисијата во која повикуваа сите посланици. Од Нух алейхи салату ва салам, што е прв посланик, до Мухаммед салаллаху алейхи ва салам, сите повикуваа за оваа цел. А целта е да се обожават еден и единствен Аллах субхана ва таала и да се оддалечиме и да ги оставиме и да се дистанцираме и да се откажиме од погрешните богови верувања. Ова е, значи, главната цел и главното повикување. Ако видиш ти, и затоа, значи, кога го разбираш ти овој ајет, значи, во овој ајет зборуваат Аллах субхана ва таала. Овие не се, значи, гачки и казалки и приказни и што ти знам јас. Не. Ова е Аллахов говор. Ако видиш ти некој човек повикуваат и се искажуваат и се декларираат како повикуваш во верата, како даи, но тој не го почина неговото повикување на овај начин како што ни има нас Аллах субхана ва таала известено во неговата книга. Тога и знај дека неговото повикување, иако тој може би плачи,
Иако може имат голема брада и кратки панталон и други работи, неговото повикување е погрешно. Се додека тој не повикува онака како што повикувале сите пекамбери и посланици. Значи, начинот на повикување ни е зацартан нас, ни е покажан нас. Не научил Аллах субхана ва таала во неговата книга и пекамберот салаллаху алейхи ва салам во суннето. Така, значи, не може еден човек да дојде денеска и да рече ја најдов други методи кои се подобри за повикување од методата на Мухамед салаллаху алейхи ва салам. Тоа е невозможно. Тоа е знак за заблуда и за изгубеност и дека тој не е на патот од Мухамед салаллаху алейхи ва салам. Во овај ајет се спомнува зборот умма, значи уммет. Имам Уфеймин рахимахуллах велит во објаснувањето на овај ајет дека зборот уммет, кога се спомнува во Аллаховата книга, има 4 значајности. 4 значајности. Значи ти сега, ако го научиш само едното тумачење на тој збор и мислиш само едно тумачење имат, може многу фатални грешки да правиш, кога идет ајетот со друго разбирање, а ти го преведуваш само со едното тумачење. Значи, ова е многу важно. Затоа, значи, е неопходно да човекот, нарочито оние што се искажуваат како оџи, како повикувачи, да го знаат арапскиот јазик. Иначе се случуваат фатални грешки. Првото значење на уммет, зборот уммет, велит имам Уфеймин рахимахуллах, се употребува тоа за еден народ, за група на луѓе. Второто значење, зборот уммет се употребува за имам. Како што беше, значи, како што велит Аллах субхана ва таала, инна Ибрахима кана умметан. Навистина Ибраим беше уммет. Но овде не може да речеш Ибраим беше народ. Ибраим беше имам. Имам на теохидот. Повикуваш во теохид и предупредувач од ширкот. Значи овде некој ако читат овај ајет, инна Ибрахима кана умметан, и го преведуваат народ. Зошто мисли дека само првото тумачење го знаете? Значи затоа врвно треба да се пази во кој контекст и во која поварска, значи, тој збор се употребува. Трето тумачење, зборот уммет, велит имам Уфеймин рахимахуллах, го има значењето на вера. Верата, како вера, значи, како што велит Аллах субхана ва таала, инна ваджадна абаана ала умматин. Навистина, ние сме ги нашле нашите татковци на еден уммет. Овде идет на еден народ? Не. Сме ги нашле ние нашите татковци на една вера. Значи, со тумачење, со разбирање, значи, на вера. И четвртото, значи, значајност, тумачење е, се употребува зборот уммет за време. За време. Земен. За време, значи, зборота уммет. Потоа, спомнуваат имам Уфеймин рахимахуллах, мудроста. Зашто се спомнува во ајетот, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. Значи, ние во секој народ имаме испратено посланици. Што е мудроста за испраќањето на посланиците? Првата мудрост, велит имам Уфеймин рахимахуллах, за да им се пренесат аргументите. За да им се пренесат аргументите на луѓето. Како што велит Аллах субхана ва таала, русулен мубеширина ва мунзирина лиелла јекуна линнаси ала Аллахи хуџџатен ба'да русул. Значи, посланици кои известуваат за добро и предупредуваат од злото, за да немаат луѓето пред Аллах Джелешану никаков аргумент после посланиците.
Значи да луѓето да немаат аргумент, да немаат оправдување и да речат не па ние не ги знаевме овие работи, не знаевме дека тоа е харам, не знаевме дека тоа е ширк, не знаевме дека тоа е новотарија и затоа паднавме во тоа. Не, немаш аргумент. Зошто? Тие пекамбери не имаа нас известено и предупредено. Значи, за да им се пренесе аргументот, за да им се пренесе, значи, објавата. Првата мудрост, првата точка. Втората причина, односно мудрост за испраќањето за посланиците е милост. Аллаховата милост спрема своите створенија. Зошто пекамберот салаллаху алейхи ва селем, како што велите Аллах субханаху ва таала, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Значи, ние за ништо не сме ти испратиле тебе, освен, значи, како милост спрема, значи, створенијата. И овде лил'алемин, значи, световите. Значи, световите на светот на луѓето и светот на џиновите исто. Зошто? Како милост, зашто велите имам Уфајмин рахимахуллах, човекот, колку да има достигнато во животот и унапредено во неговата логика и памет и интелигенција, не може никогаш да открие тој за сите ибадети, значи како хаџот, како постот, како намазот, како зекјатот, како другите, значи, бадети, немој никогаш човекот самиот од себе, без да чита, да открие како тие треба да се спроведат. Значи, да го оставиш некој човек, каде е било, во планина и во каде, и да му речиш, тебе ти е задолжен хаџот. Дали тој ќе знае дека треба да дојде во Мека, па дека таму има чабе, па околу чабето треба да има да врти 7 тавафи, па после тоа дојде во Сафа и во Мерова, па после тоа други, знаете овие работи, мој сам да ги дознае? Нема шанси, значи. И колку да бидете интелигентен и знаен и познавач. Така и со за постот. Кога да постит, кога да почне, кога да прекинет, што му е дозволено, после постот, што и така натаму, сите овие работи, значи детални, не може тој сам да ги открие. Исто бројот на намазите, 5 намази, па како се земат абдес, на каква начин, па како човекот се чисти, како се гусули, немој тој сам да ги открие овие работи. Кој ни ги кажува овие работи? Пегамберите, кој Аллах субханаху ва таала ги испратил до кај нас како милост, за да не поучат Аллаховата вера, за да не поучат тие како ние Аллах субханаху ва таала да го обожаваме, за да немаме утре оправдање. Да немаме утре, значи, оправдање. Исто, значи, од повикувањето на пекамберите да тие се оддалечуваат и се откажуваат од погрешните богови. Ет-тагут, значи зборот тагут, вели имам Ибн ал-Кајим рахимахуллах. Што е дефиницијата на тагут? Вели имам Уфајмин рахимахуллах. Тагут е зборот се што изминуваат границите. Се што изминуваат границите. Дали е изменување во границите во следење на некого, или во обожавање на некого, или во послушност према некого. Например, велит Шех Уфајмин рахимахуллах, например, во следење на некого, во следење на маџионичари. Ти го земаш него за гуд, за Бог. Значи, ти требаш од него да се откажеш. Се тој маџионичар, или тој исто гатач, кахин, значи гатач, тој гатач и тој маџионичар ги имаат преминато, изминато границите. Тебе ти е наредено со овој ајет, што те подучува тука, и што е повикувањето од пегамберите, базата на повикувањето, а тоа е обожавањето един единствен на Аллах Джелешано и да се откажеш од сите други богови. А тагут, значи, може да биде ти во следење, не само да му правиш нему сеџда, не значи сеџда, и тогаш да мислиш, ја излегов од верата.
Мој значи да излезеш од верата и во следење на некого, како следење на гатачи, како следење на маđоничари и верување во нивните зборови. Зашто ти ако веруваш во нивните зборови, тогаш ти си негирал, сакаш или неќеш, тоа што ги имат Аллах Џелешано објавено. Значи, човекот, кога му верува на маđоничарот, тој го има со тоа, значи, негирано она што му е дадено на Мухаммед салаллаху алейхи ва селам. И ако сакат не 5 вактови да кланјат, 50 намази и 500 намази денеска, нека не се криват од сеџдеич, нему тие намази не му вредат. Не му вредат. Се додека тој не се откажи, значи, од тие гатачи и тие маđоничари. Хороскоп е дел од тоа, баракаллаху фик, одлично, браво си. Значи, исто дел од тие гатање е хороскопот. Што вели шех Салих ал-Шейх, ќе дојме ние во текот на, значи, ама и овде исто во овој контекст пасира да се спомни тоа. Шех Салих ал-Шейх, хафизахуллах, вели, значи, хороскопот треба да се извади од муслиманските куќи. Значи, не смеет муслиманот да чува дома новиња или слични такви работи, книги, што содржуваат хороскоп. Тоа е дел. Ако верува човек во хороскопот, тој негирал она што му е објавено на Мухаммед салаллаху алейхи ва селам. Значи, затоа затоа е толку важна оваа книга и секој еден наслов и секој едно поглавие имаат својата вредност, што ние треба да ги познаваме овие точки детално. Зошто некој муслиман мисли точно примереве на хороскопов. Толку е тој, значи, расширен во меѓу муслиманите и, значи, во куќите на муслиманите, што тоа нас не изгледа како една мува на носот. Значи, едноставна работа. А тоа може некому да му наруши неговата вера и да умре како чафир. Значи, работата не е ја да ти мисла тебе дека си муслиман или ти ме мислиш дека си муслиман. Тоа не вреди. Ти да бидеш муслиман ке Аллах Џелешану. Се може би овде ќе ти се направи најубавото џеназа, најубавиот завршетак во дуњалокот, но ти си чафир. И за секогаш во џехеннем. За секогаш. Значи, тоа што вреди дека Аллах Џелешану што го имаш ти, не е ке луѓето. Значи, затоа човек може цел живот си читат хороскоп и такви работи и си прави бајрам со умот дека тој е најдобар муслиман. Значи, ова е строго забрането. И овие работи треба да се уништат, да се оддалечат, значи, од домовите, од куќите на муслиманите. Исто може да бидат за тагут киповите. Кипови кои човек ги обожава. Кипови не значи само кип, како будисти нешто имаат. Кипови може да бидат исто некои што се клаваат ланчина на руквици. Например, за Ѓурџовден му ставаат на детето на со црвено и бело. Да, па тоа да го чува него тие месеци, па да не му се случи тоа, тоа мојта, не мој туку, тоа е ширк. Тоа е ширк. Што треба да се откорени. Значи, овие теми се базата на нашата вера. Значи, човек ако оваа работа не ја среди, џабе намаз, џабе зечат, значи не зечат да дават 500.000, 500 милиарди да дават зечат. Целиот дуњалок да го истори во зечат не му вреди. Ако тој оваа работа не ја среди. И овде, значи, ќе ни стане очевидно како и колку, значи, вистински неискрајни се тие што се докажуваат како оџи, како повикувачи, што не се искрени советувачи за својот народ. Значи, тој човек што го сака доброто за својот народ, тој ќе почне овде да ги учи луѓето, оваа работа. Значи, не да му кажуваш ти, не чина свадбите, не чини тоа, не чини, значи, тие работи накрај идат. Што вели Аиша радијаллаху анха? Ако беше прва работа во Мека, да беше бил забранет алкохолот, нема луѓето да го прифатат тоа. Значи, ако дојдеше прва објава, се забрануваат алкохолот. Нема можат голем дел да го прифатат таа забрана. Но кога оваа работа, теухидот, се зацврсти во нивните срца
Тогаш беше секоја една друга наредба, не 5 намази, 1000 намази беа спремни сахаба да ги кланјаат. Зошто? Теохидот беше, значи, зацврстен, имаше корен фатено во нивните срца. Денеска, значи, на еден муслиман, дури еден намаз му стануваат како една карпа пред него. Зошто? Тој има проблем овде. Тој има проблем овде. Во оваа тема. Зошто ако го сакаш некого, ако го запознаеш некого, ти сакаш неговата близина, да бидеш близок до него. Како можеш и да велиш и да тврдиш јас го сакам Аллах Джелешану, а не му се кланяш? Јас го сакам Аллах Джелешану, никаков ибадет не правиш. Јас го сакам Аллах Джелешану, со недели, со месеци не ти од јазикот да го спомниш Аллах Джелешану. Какво сакање ова? Овде ти се лажиш сами од себе си. Се измамнуваш сами од себе си. Значи, ова работа исто, што може човекот како тагут да го земи, се владарите. Значи, да бидеш спрема владарот, послушен во работи кои Аллах субхана ва таала ги забранил. Зашто нема послушност испрема владарите во работи кои се забранети во верата. Например, владарот да ти рече да пиеш алкохол, да убиваш луѓе, не смееш да бидеш покорен на него. Зашто овие работи се забранети во нашата вера. Да продаваш дрога, забрането. И тоа ако ја ти ја дозволува. Пример, во Холандија, што знам каде, дозволено е некоја врста на дрога се продава. Ти не вели се, па Холандија дозволила и ја ќе продава на големо. Не мора дода на работа барем. Таки си мислам некој, значи бизнесот вели тука си ме мене. Забрането. Значи, зошто? Зашто таа работа имат Аллах Джелешану забрането. Потоа вели имамов Емин рахимахуллах дека теохидот, монотеизмот не се остваруваат, не се реализираат освен со исполнување на два столбови. Првиот столб е потврдување, ел-ифбат, да потврдиш. Вториот столб е ен-нефи, да негираш. Што значат овие зборови да потврдиш и да негираш? Значи, гледа, ова работа не е дошол тој со конјот, се врати тој со маската, паднал тој, станал тој, лесни работи, секој ги памти после џума. Не овде треба да памтиш елифбет, нефи, па што значи тоа јазбор, па што значи на јазбор. Ова е знаење. Ако сака знаење, ова е знаење. А мабети пазарски колку сакаш имата. И ти што кажува такви со конјот, со магарето, тој бил таму, тој станал таму, па дошол некој човек, па се разбудил. Тие се, значи, гачки. И тоа им пасира на народот ке нас. Такви гачки слушаат добро. И вели денес кажата најубав дерс не кажа нас. А тоа е приказна во вистина. И во селото моје, кај што сум роден ја, така рече тој пред неколку месеци. Може би на некому му изгледат овие гатанки, но нека ги земи тој за неговиот живот како за потреба, да ги потреби. Значи, тој самиот кажат, може би се гатанки. Значи, ние завршивме со Куранот, со Суннетот, сите книги на алимите имаме завршено, тумачено, објаснето, и сега ни остана нас гатанките и приказните. Затоа, значи, да не бидиме, значи, да не се чудиме зошто муслиманите се во ова стање денеска во кој се најдуваат, во оваа пониженост. Кога муслиманите живеа во гордост, другите учеа арапски, како ние денеска што учиме англиски и германски. Зошто учиш тие јазици? Зашто тие нации, тие цивилизации таму се унапредени. Ти планираш тука работа, па бизнис, све. Така? Кога беа муслиманите во гордост, тогаш тие нации во запад што се учеа арапски. Одеа во Андалус, во Шпанија денешна, учеа арапски. Зошто? Тоа им беше ним можноста како да стигнат до науките други, математика, хемија, физика, медицина, што има земено од арапите. И денеска ни ги продаваат тие нас како нивни продукти, а ние не знаеме дека тие биле муслимански продукти, муслиманите ги имаат тие пронајдено. Ел-ифбат ван-нефи, потврдување и негирање. Што значи тоа избор? Вели имамов Емин рахимахуллах, да потврдиш, со потврдување тука се подразбират,
da potvrdiš ibadetот da биде само еден и единствен само за Аллах субхана ва таала. Значи да го потврдиш ибадетот, обожавањето да биде извршено само за Аллах субхана ва таала. Нефи, негирање, да негираш сите други божества. Значи да негираш секој еден други кој се обожаваат со Аллах субхана ва таала или освен Аллах субхана ва таала. Значи не смеат, не му припаѓат на никого обожавањето и ибадетот освен на Аллах субхана ва таала. Значи дали е тој пекамбер, дали е тој мелек, мелачен, дали е тој евлија, не заслужуваат која и позиција да има тој, не достигнува никогаш до степено на обожавањето. Обожавањето е единствено право само на Аллах субхана ва таала, на никој други. На никој други. Зашто Аллах субхана ва таала не известува нас. И ќе беше голема неправда да Аллах да не створи нас, да не остави да живееме во дуњалуков и да не ни каже зошто сме створени. Но од неговата милост и правда ни кажуваат وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Не сум ги створил за ништо, ни джиновите, ни инсот, освен за една работа, за една цел, за една мудрост, а тоа е да тие мене само да ме обожаваат. Ни Мухаммед да не го обожаваат, ни Адам да не го обожаваат, ни Ибрахим да не го обожаваат, ни Исмаил да не го обожаваат, никого, ни пекамбер, ни Мелаче, ни Джибрил, ни Микаил, ни другите мелачи, ни Исрафил. Значи, како е кога, значи, најчистите створенија, пекамберите мелачината, не заслужуваат обожавањето. Како е тогаш некој гроб таму, некој евлија во некој село изгубено, што не му се знае името, тука може некој чафир закопан, така, значи во некој чафир закопан, тие велат евлија овде. Евлија, а тој чафир, значи кафир. Значи тој неверник Аллах субхана ва таала. Што живеел по селата, значи остана таму и тие го направиле евлија. Тие го направиле евлија. Значи не се обожава ни камен, ни дрво, ни јаже, ни ништо. Ништо. Некој ќе рече, абе добро, ви овие теми што ги спомнувате тука, обожавање на камење, на врвки, на работи, тие немаат денеска реалност во овој модерен свет. Во тој модерен свет, што ние го мислиме толку модерен, токму тие луѓе кои ги гледаат луѓето на нив се пулат за примери, дали се тие фудбалери, дали се тие музиканти, дали се тие други работи, кошаркари или други работи, спортисти, тие носат на нив некои работи што велат ова ми носи мене среќа. Да, значи тие самите, дури ова, значи министери во Швајцарија, вели ја го носа ова на мене ремче, среќа ми носи тоа мене. Што значи тоа? Тоа ибадет. Тоа ибадет. Тој го прави тоа обично ремче, мисли да го заштитува тоа него. А тој што заштитува е само Аллах субхана ва таала. Значи немој да мислиме дека овие теми немаат реалност. Секој знај во колана што обесуваат кај огледалоно Wunderbaum. Мирис што пушта тона, како елчина. Знаете што е суштината на тоа Wunderbaum? Тројство. Не е тројство, Мустафа, туку работата е во тоа барање беричет. Значи, сите германци, со тоа од Германија тоа го имат почнато, барале беричет во тоа. Ке го обесиме во колата да бидиме заштитени. Да. И денеска муслиманите обесуваат сите. Сите обесуваат. Wunderbaum. И затоа, значи, самиот збор, Wunderbaum, значи, дрво на чудест. Совршен. Да, значи, тоа е значи, Wunder, значи, носи, значи, работи кои човекот, значи, не може да ги направи самиот, или слично така. Значи, затоа, некога, значи, ширкот толку е скриен, само и само муслиманите да ги излизгаат, значи, во неверство. Значи, теухидот е потврдување
znači da potvrdiš дека сите ибадети се прават само за Allah subhanahu wa ta'ala и да негираш сите други обожавања. Дали се ти обожавања пекамбери, мелачина, евли, гробови, камење, дрва, месечина, сонце, што обожаваат тие. Сите тие, значи, негираш, зашто тие се створени. Ти имаат потреба за створителот нивни, а не да бидат тие обожавани. И затоа Ибрахим алейхиссалату вассалам, кога дебатираше со својот народ, кога виде месечината, им кажуваше дека тие велат во нивните усти, дека ова е мојот Бог, ова е мојот Господ. Но кога се изгуби месечината, Ибрахим шим рече алейхиссалату вассалам, ова значи не може да биде, зашто се изгубува, заминува, се губи. После тоа и сонцето. Но и сонцето стои едно време во текот на денот, после исчезнува. Значи тоа што исчезнува не може да биде Бог. Не може да биде да ти него да го обожаваш. Исто спомнува тука Шейхул Ислам Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах, Аллаховиот говор, а тоа е: "Ва қада раббука алла та'буду илла ијјah ва бил валидейни ихсана." Исто во овај ајет, што е потврда за минатите ајети, а тоа е, велит Allah subhanahu wa ta'ala, наредил твојот Господар. Значи, наредил твојот, што е тоа што го наредил твојот Господар? И што велит Абдулlah ибн Мас'уд радијаллаху анху? Велит Абдулlah ибн Мас'уд радијаллаху анху, кога ќе дојде наредба во Куранот, тогаш слушајте добро, внимателно со вашите уши. Овде Allah Ta'ala наредил, што наредил? Наредил твојот Господар да не обожаваш никој други, освен само него. Значи, ова е прва наредба. Прва наредба да не обожаваш никој други освен него. После наредбата за теухидот, за Аллаховото обожавање, што иде? وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, и да бидеш доброчителен спрема твоите родители. Значи, доброчителноста спрема родителите после теухидот. Значи, после најважната работа, после зошто е човекот створен, а тоа е теухидот, после него спомнуваат Allah subhanahu wa ta'ala доброчинството спрема родителите. Значи, ова е од еден најголемите ибадети. Доброчинството спрема родителите. Значи, не е само ибадет намазот, зекатот, постот, хаџот, садаката и други работи. Еден од најголемите ибадети е исто тука доброчинството спрема своите родители. Велит Имам Уthaymin рахимахуллах, овде во овај ајет учиме дека исто и на пекамберот салаллаху алейхи ва салам му се наредуваат. Зашто овде наредил твојот Господар. Значи, ти наредил тебе исто, ја Мухаммед, и на твојот уммет и на оние кои ќе те следат тебе. Наредил што? Да вие еден и единствено обожавате само Allah subhanahu wa ta'ala и да биде доброчителни спрема вашите родители. И овде е знак содржуваат овај ајет, дека Мухаммед салаллаху алейхи ва салам, нашиот пекамбер, е Аллахов роб. Не е тој кој е божество што има заслужено да биде обожаван. Туку е тој Аллахов роб, кој му е наредено исто и на него, да тој да биде покорен спрема Allah subhanahu wa ta'ala и само него да го обожават. Исто спомнува тука Имам Уthaymin рахимахуллах, 4 категории на робство. Значи, да бидеш роб спрема Allah subhanahu wa ta'ala. 3 категории. Првата категорија е општо робство.
Ovde vlagaat site stvorenja. Site stvorenja. В общо робство. Значи се подлегнати на Аллаховите закони. И тие што се неверници. Зошто и неверникот, кога ќе му дојде да умре, може да рече не умира сега, мора да подлегне на тој закон. Тој е тука сака нечен роб на Аллах Джелешану. Оке дојд невремиња, мојто да го допри тоа невреме и да рече ја не сакам мене да ме опфати тоа невреме. И така натаму. Значи ова општо робство се сите подлегнати. Не може никој да избегне. После идет втората категорија, а тоа е робството, специфично робство. Специфично робство оние кои се покорни спрема Аллах субханаху ва таала и кои го имаат прифатено Аллаховиот шеријат, Аллаховата вера. Значи тие се муслиманите, верниците. Тоа е специфично робство. Значи да бидеш роб спрема Аллах субханаху ва таала. Потоа идет, а тоа е последната категорија, најспецифичното робство. Значи имаме општо, имаме специфично, имаме најспецифично. Најспецифично робство е овде за посланиците. Значи посланиците имаат достигнато во нивното робство, во нивното обожавање спрема Аллах субханаху ва таала дереџа, степен, кој никој друг од луѓето не го нема достигнато. И затоа тие, значи имаат овај степен и оваа положба. Исто Аллаховиот говор وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا и да бидите доброчителни спрема вашите родители. Овде родители се подразбират мајката и таткото и све што е нагоре. Што значи све што е нагоре? Значи баба, бабо, дедо, предедо. Ако се живи, исто тебе ти е наредено да бидеш доброчителен спрема нив. Значи, не велиш ти, овие не ми се мајка и баба, туку нана и бабо, старители, како да велиме, значи, стар бабо, не ми е не, исто ти е наредено да бидеш доброчителен. Но на прва линија се, значи, овде се држани родителите и после, значи, све што иде нагоре, ако се живи. Велик имам Уфемин, рахимахуллах, во објаснувањето тука, се поставуваат прашање, а тоа е, каде е спомнато во ајетот, кога велит Аллах Таала وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Значи, твојот Господар наредил да не обожаваш никого други освен него и спрема родителите да бидете доброчителни. Зошто овде каде или зошто не се спомнуваат овде пекамберот салаллаху алейхи ва селем? Значи се спомнуваат обожавањето спрема Аллах Джелешану и доброчителноста спрема родителите, но каде е тука пекамберот? Имам Уфемин рахимахуллах велит во наредбата да човекот да го обожават Аллах субханаху ва таала, содржано е исто и правото на пекамберот салаллаху алейхи ва селем. Зошто? Зошто човекот не може да го обожават Аллах Джелешану освен со оние работи кои не ги покажал пекамберот салаллаху алейхи ва селем. Значи, ти кога сеја тебе ти се прашуваш, добро, Аллах Джелешану ми наредил мене, јас него да го обожавам. Прашањето е сега како? Како што ти кажал тебе и на нас пекамберот Мухамед салаллаху алейхи ва селем. Значи, тоа е тука содржано. Исто по тоа, спомнуваат шейхул Ислам рахимахуллах, други ајет, и овде се гледа, значи, колку бил спреман имамот, значи, со аргументи. Значи, аргументите кај луѓето на вистината се спремени. Значи, тие не чекаат или не се од тие луѓе кои прават работи и после бараат аргументи. Не. Пред да прават тие нешто, се спремени со аргументи. Од аргументите исто, за теухидот, значи за монотеизмот, за да се обожават еден и единствен Аллах субханаху ва таала, е Аллаховиот говор وَعَبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Обожавајте го еден и единствен Аллах
I ne pravite so nikogo pridruženik, ortak. Znači so nikogo, veli imamo Femin rahimahullah, v Allahovi odgovor وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا. Šej'an je ovdje nekira na arapski. Nekira što ne je znači ograničeno. Opfaša znači site vrsta na širk. Znači da li praviš širk ti so pekamber, da li praviš širk su jednomelače, da li praviš širk su evlija, da li praviš širk su nekoja mačka, da li praviš širk su nekoje životno. Sve je zabraneto. Sve je zabraneto znači. So ništo, znači od dunjalokot, ne smiješ da mu praviš širk na Allah subhanahu wa ta'ala. Se jedinstven koji ima zasluženo to ibade da mu se pravi, so iskrenost da vidit, je samo Allah subhanahu wa ta'ala. Potom spomnuvat isto, šehhul Islam rahimahullah, drugi ajet, a to je Allahov odgovor, koji velite Allah subhanahu wa ta'ala قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. V ovije ajeti mu velite Allah subhanahu wa ta'ala na pekamberu, kaži Muhammed, dojdite kaj mene, da vi čitam vas, da vi prenesam vas, što zabranil vaši od gospodar. Znači, dojdite, etlu alejkum, znači ja da vi čitam vas, da vi citiram vas, ajetite, što zabranil vaši od gospodar. Prva rabota koja zabranil Allah subhanahu wa ta'ala, ella tušriku bihi šaj'an. Znači, da ne mu pravite na Allah subhanahu wa ta'ala širk, da ne mu pravite, znači, ortak. Znači, prva rabota, to go zabranil Allah subhanahu wa ta'ala. I drugi rabot isto koji se zabraniti, znači, koji se zabraniti, Allah ta'ala gi zabranil, isto da vidiš grob, da vidiš ostar sprema roditelite. Grob ostar, znači ostrosta sprema roditelite, Allah subhanahu wa ta'ala isto je zabranil. Isto Allah dželešanu zabranil, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ. I ne gi ubivajte vašite deca. Znači, od oni je raboti koji gi zabranil Allah subhanahu wa ta'ala, ubistvo to na svojite deca. Zašto? Zašto Allah subhanahu wa ta'ala ne izvestuva od nas. Deka nahnu narzukukum wa iyahum. Znači, poveke to luge, mnogo luge odnosno, erendel od luge to se plašat da ti je deca što gi ima toj, što mu gi davat Allah subhanahu wa ta'ala, ki mu go jadat korkata lebodne. I zato Arapite, imaše znači vo Arapite, koga im se rađa devojčina, gi zakupuva živivo zemlja. Zašto vele, ovije se samo za jadenje doma. Znači, ta ne može tuter da porasni, pa da izlezime na borba, vo bitka protiv našite neprijatelje, zašto beja tije među kabilinjata, znači pleminjata arapske, jedni su drugi beja vo golemo neprijateljstvo. I tako, znači, sakad ima deca maški, za utre den da vida tije spremani da borbuva, znači, da, protiv nivnite neprijatelji. A dečinata sve samo, ken je jadat korkata lepšo, nije treba da ja jadime. Allah dželešanu zabranova to ovdje koga dojde pekamber od sallallahu alaihi wa sallam. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ. Ne gi ubivajte vašite deca. I Allah dželešanu ne izvestuva, znači ti garantirat, ti što se plašiš za riskot, ti što se plašiš za ta korka lep, to što te stvoril tebe i to dete, te objavuvat nahnu narzukukum wa iyahum. Na vistina nije vas da snabduvame so risk i isto ti je deca. Znači riskot nije im god reduvame, ne vije. I riskot je Allahova taraka. Znači ne je riskot ni vojno melače, ni vojno pekamber. Riskot je Allahova taraka. I koliko milijardi luge ima, Allah dželešanu svaki dan im dava risk. Znači nije, zamisli ti imaš fabrika, 1000 luge. Ima tu jedan čovjek vo ta fabrika, šta voli ta fabrika. Site tije luge mu se voshituvat na toj čovjek. Koliko je pametan toj. I kako misli to za site tije 1000 rabotnici. Koja smena, koji čas, koja mašina i tako natamo. Take?
No kako je su Allah subhanahu wa ta'ala, što celio svet, okeanite vodinata glabočina, tije ribi što se, nije ni znajme koliko milijardi ribi se tije, tije lavovi, tije slonovi što žive zlo pustine i tamo vo planine to, na site Allah Đelešan dava risk, sekoj den, 24 sati. Da li ne zaslužuje ovaj gospodar da biti jedan i jedinstven obožavan? I ti da mu bidiš samo njemu pokoran. Ova treba da ti vidi tebe gordost. Da ti da bidiš pokoran prema ovaj gospodar, Allah subhanahu wa ta'ala. Znači Allah Đelešan ovdje ne izvestuva, nemoj da gi ubivate vašite deca. Od strav deka ti je, znači, ke ve uništat vas, ke ve zemat korkata lep. Nije vas, vi go davame risk od vas i na njih isto. I na njih isto. Isto to nije raboti koje Allah subhanahu wa ta'ala gi zabranuvat. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشِ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشِ. Znači, nemoj da im se bližite na nemoralnite raboti. Znači, na zinata, na bludosta. Nemoj da ih se bližite. Znači, velite imam Ufejmin rahimahullah, ne velite Allah ta'ala, nemoj da idite, nemoj da ih se bližite. Znači, nemoj da se osudiš blizina, ne. Tuku, znači, ne da dođeš do neja, teka ti zabra, tuku ne da se približiš. Znači, od daleko da begaš od raboti koji nese, znači, so moralota. Zašto? Velite imam Ufejmin rahimahullah, ovi raboti, znači, el fawahish, znači, nemoralните raboti, bludoti ti raboti, rasipuvat наследството на човекот. Расипуваат, значи, наследството на човекот и се мешаат, значи, се мешаат семејствата. Исто тоа не работи кои Аллах Джелешану ги забранил. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. И немој да ги убивате луѓето кои Аллах Джелешану нивната душа забранил да бидат убиена, освен со право. Илля бил хак. Со право. Кое тоа е право? Ако се убие еден човек од фамилијата, значи, таа фамилија има право да барат кај владарите за тој човек исто да му се спроведи шеријатски нему, спрема шеријатот, да биде казнат со истото, со убиство. Но таа работа која е спроведуваат не е јас и ти, строго забрането. Таа работа се спроведуваат, значи, владател, што имаат власт во раката. Се ти денеска којш убиваш тоа семејство, ти да тутре убиваат од твоето семејство, вие задутојте кај не убиваат, тоа што ќе заврши, никогаш не ќе заврши. И така, значи, тоа е во каос, во неизвестност и во лоши работи, значи во ленена крв живеат. Ова го забрануваат исламот. Значи, вакви работи, спроведување на казни, едноставно така е кажано, спроведување на секоја вид на казна во исламот, забрането е за човекот сам индивидуално да ја спроведи. Туку поднесуваат до надлежните органи. И тие одлучуваат после. Како пред неколку дена ме праша еден брат, прашање, дали смеам да му направам нешто на мојата сопруга ако ја најдам праечи зина со други маж. Значи тоа најдува, значи на лице место. Дали му е дозволено сега на него да тој да превземи мерки, така речем? Забрането му е. Строго му е забрането. Значи, ова е дел од нашиот шеријат. Ти, единствена можност што ти стои тогаш, да одиш, значи, да ја пријавиш кај надлежните органи. И точка, повеќе ништо не. Значи, ова е за нашата вера не сака да се стварат каос, да се стварат нереди, да се стварат, значи, ленена крв. И единствено што шеријатот прави исклучок за мажот, зашто некој, ако го обвините да муслиман други за зина или на муслиманка, треба да донесе 4 сведоци, кои имаат видено, значи, некако се бакнува, тоа не е доволно за зина да потврдиш. Тоа не е зина. Што имаат видено како органот на едниот во другиот влага. Значи, тоа е потврдување. Шейхул Ислам ибн Теймија рахимахуллах, ова не е потврдено во 1400 години во исламот. За да дојдат 4 сведоци пред кади, пред судија и да речат, ја кади, ние видовме
ваки, четворица, значи. И тој ги земат исто, ги прашуваат еден по еден, и ги прашува, значи, зашто овде работа е допир на твојата чест. Значи, ова работа е огромна. И затоа Аллах Джелешану ставил вакви правила и вакви закони. Зашто тој, ако дојде некој, те обвинува за твојата чест и твојата фамилија, двајца или тројца или еденце, не е доволно. Кај судијата тие го јадат стапот. Единствено што тука сака да се врата на таа точка, тоа е, единствено што шеријатот дозволуваат да тврди само еден му се прима тоа нему мажот спрема својата жена. Зошто алимите зошто рекле? Зошто никој па не дозволува мажот да ја искаже својата жена пред судот дека таа правила блуд, освен таа вистински има направено. Зошто мажот со тоа својата чест ја газит. А никој маж не сакат да за неговата чест да се извалкат и да се слушне дека е извалкан. Значи да дојде до тој степен вистински да има двијана. Ама пак не сме сам да презема никакви мерки. Туку го кажува тоа на судијата. И тогаш тие се надлежните органи кои превземаат мерки. Баракаллаху фикум. Исто од оние работи кои Аллах субханаху ва таала ги забранил, велит Аллах таала: "Вала тaqrabu al-mal al-yatim illa billati hiya ahsan." Немој да му се ближите на богатството од јетимот, на иманието од јетимот, освен со најдобар начин. Значи, најдобар начин е за негови потреби. Зошто? Ако јетимот остане јетим и му умира неговиот татко, а имат оставено неговиот татко богатство зад него, тој, како мало дете, не знае да работи со тие пари. Ако тебе ти дојде таква прилика за ти да се грижиш за еден јетим, не смееш да го злоупотребиш неговото богатство. И да речиш, зошто, значи, видите, значи, ова е доказ, значи, дека ова вера не може од човек да биде измислена. Зошто парите на јетимот ги имаш ти в раце. Јетимот не знае колку пари ти ќе потрошиш. А луѓето надвор мислат дека тој кај тебе дома и никој нема да барат од тебе обрачун. Значи, оваа работа е многу искришна и нема да се дознајат. Но ти што имаш таква можност, пази, се имат умирачка. Немој да ја се приближувате на имањето на јетимот. Не го злоупотребувајте имањето на јетимот. И затоа вели пекамберот салаллаху алейхи ва салам, ако еден човек се грижи за еден јетим, онака како што треба вистински, вели пекамберот салаллаху алейхи ва салам, јас и грижателот за јетимот во џеннет сме ваќе. И покажува со двата прсти. Зашто ова работа е огромна. Да бидеш праведен. Зашто тоа дете, тој не знае дали си злоупотребил ти, колку си употребил, колку си потрошил. Тоа каде знае? Но Аллах Джелешану ти забранува тебе. Аллах знае точно тоа. Точно. Исто од оние работи кои Аллах субханаху ва таала ни ги забранил, да злоупотребуваме во мерење на вагата. Забрането е. Тоа да го правиме со праведност. Значи, не да измамнуваме. Не да измамнуваме, значи, кога ќе мериме со вагата. Зашто, дали тој другиот муштеријата те заприметил, не те заприметил, остави го ти тоа на страна. Ти гледај да бидеш чист со твојот створител. Се твојот створител знај и гледат. И затоа, значи, да бидеш чесен и во твојата купопродажба. И во такви ситуации исто се искажуваат исламот на човекот. Зашто во Индонезија, што е денеска најголема муслиманска држава по бројка, околу 300 милиони муслимани, што се број држава, нема таму појдено муслиманска војска. Нема влезено таму муслиманска војска. Таму има влезено арапски трговци, кои трговувале меѓу Арабија, меѓу Мека и меѓу Индонезија. Кога виделе тие луѓе таму праведноста
и во мерење на вагата, и не да измамнуваат, и честа нивна, тогаш го примиле исламот. Го примиле исламот. Може би тие луѓе, тие трговци, никој не ги знае денеска. Имињата нивни се изгубени, но не се изгубени кај Аллах субханаху ва таала. Како Омар ал-Фарук ради Аллаху ан, Омар ал-Фарук ради Аллаху ан, кога беше халифа, владател на муслиманите, се грижеше врвно за неговите војници. И после секоја битка прачаше војници, официри, да ги бараат војниците кои се убиени на поле. И да ги запишат и да знаат кои се, значи, изгубени меѓу редовите на муслиманите. Имаше некогаш некои војници кои не беа запишани кај халифата. Името нивно не постоеше. Не се знае кои се тие луѓе. И му велеа на Омера ради Аллаху ан, ја халифа, не ги знаеме овие луѓе. Не постојат нивните имена. Тогаш Омер ради Аллаху ан велеше, да, не постојат кај нас, но нивните имена се кај Аллах Джелешану. Значи, затоа треба да пазиме, да учиме ова вера врвно. Значи, ние ако сме свесни што имаме во нашите раце, малце ќе спиевме, многу повеќе ќе се трудевме за ова изворедна вера. И затоа, значи, на крај од овие забрани, не известуваат нас Аллах субханаху ва таала, му вели на пекамберот салаллаху алейхи ва селам, кажи им на нив, на тие кои сакаат да те следат тебе, енна хада сирати мустақимен феттеби'у. Навистина, ова е мојот пат, правиот пат, без кршнатици. Феттеби'у, така следете го него. Вала теттеби'у субул фатефаррака бикум ан себили. И немој да ги следите тие лево десно патчина. Се така вие ќе се отцепите, ќе се оддалечите од мојот пат. Значи, ние, вистинските селефи, не селефи што со име и со реклама, селефи со вистински збор, тие се на правиот пат, на патот од Мухамед салаллаху алейхи ва салам. Оние другите се распрчкани со други патчина. Тие треба да се вратат назад. Не ние што повикуваме да се обожават еден единица на Аллах Джелешану, ние не ги растураме луѓето, ние ги збираме. Зашто вистинско соединување може да се реализира само кога муслиманите се враќаат во Аллаховата книга и во сунетот од пекамберот салаллаху алейхи ва салам. Не со други идеи. И не имат нас пекамберот салаллаху алейхи ва салам, не имат известено дека овој уммет ќе се расцепи на 73 групи. Значи, неговиот уммет ќе се расцепи на 73 групи. Ова не имат известно нас пекамберот салаллаху алейхи ва салам, кој не лажи во неговиот говор. Но една е таа група, еден е тој пат, велите имам Усаймин рахимахуллах, кој те спасува тебе од џехеннем и кој те воведува тебе во џеннет. А тоа е тој патот на кој бил Мухамед салаллаху алейхи ва салам и неговите асхаби. Значи, ти гледај сега, значи, кој е тој ахлу сунна вал џамаа. Гледај, значи. Гледај, не гледај кој се нарекуваат ахлу сунна вал џамаа. Гледај нивните дела дали се во склопка на ахлу сунна вал џамаа. Се денеска и секогаш и во минатото, секој знаеше добро и убаво да зборуваат. Но човекот не треба да се допира само кај зборовите. Треба да гледа и делата дали се во склопка со тој патот на ахлу сунна вал џамаа. Ахлу сунна вал џамаа. И затоа велит имам Мухамед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах, спомнува тука еден говор, едно пренесување од Абдулла ибн Месуд ради Аллаху ан. Велит Абдулла ибн Месуд ради Аллаху ан, кој сака да видит, да погледнит, да дознајт тестаментот, советот кој го имат оставено пекамберот салаллаху алейхи ва салам, тогаш ќе ги читат овие 10 ајети. Значи, ајетите за наредба, за забрана на ширко, забрана за лошо однесување спрема родителите, забрана за убиство на децата и така натаму, за етимите и така натаму. Значи, ќе ги читат тие ајети.
Значи, тука се содржан советот од пекамберот саллаллаху алейхи ва селам. И на крај спомнуваат авторот шейхул ислам Мухамед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах еден хадис кој го пренесуваат Муаз ибн Джабал. Муаз ибн Джабал велит: "Кунту радиф ан-набија саллаллаху алейхи ва селам ала химар." Јас бев Муаз, сахабиот, другарот од пекамберот салаллаху алейхи ва селам, вели јас бев во придружение со пекамберот салаллаху алейхи ва селам качени на едно магаре. На магаре бевме заедно. Ова кажуваат дека дозволено да се качуваат муслиманот на магаре. Домашно магаре, не диво магаре. И дека неговата облека не станува нечиста. Значи, месото на магарето е забрането. Месото на магаре е забрането. Ама да се качиш на тоа животно, не ти е прави, значи, облеката не прлява, што значи кога ќе дојде намазот, да ги слечиш тие алишта и да облечиш други. Значи го учиме ово, тоа е хадис. Исто се кажуваат од овој хадис дека е дозволено двајца да се качат, значи, на магаре. Зашто Муаз ради Аллаху анху вели: "Кунту радиф." Радиф значи зад пекамберот качен на магаре. Ова работа е дозволена. Факала ли. И тогаш ми рече пекамберот, ми се обрати мене во текот, значи, на нашето патување, на нашето одење, ми рече мене пекамберот салаллаху алейхи ва селам: "А тедри ма хакку Аллахи ала al-ibad wa ma хакку al-ibad ала Allah?" О Муаз, дали знаеш ти кој е Аллаховото право спрема неговите робови и кој е правото на Аллаховите робови спрема Аллах џелешану? Култу, Муаз ради Аллаху ан, така што беше врвно воспитан и што не излагаше пред пекамберот салаллаху алейхи ва селам и никој од сахаба исто така, одговори Муаз: "Аллаху ва расулуху а'лам." Аллах и неговиот пекамбер знаат најдобро. Тогаш му рече пекамберот салаллаху алейхи ва селам: "Хакку Аллахи ала al-ibad an ya'budu wa la yushriku bihi shay'an." Аллаховото право спрема неговите робови е да тие само него да го обожаваат и да не му права со никого и ништо придруженик. Ова е Аллахово право. Кога ние ова право ќе го исполниме целосно, правилно како што се барат од нас, тогаш што е нашето право? Не дека ние имаме некое право спрема Аллах џелешану, но Аллах џелешану неговата милост не го има дано тоа. А тоа е да бидим нашето право, ако ние вистински го спроведиме обожавањето само за Аллах џелешану, тогаш нашето право е спрема Аллах Таала да тој нас не казнет. Да тој нас не казнет. Значи да бидеме наградени со џеннет. Да бидеме наградени, значи, за џеннет. Со џеннет. Тогаш му вели Муаз: "Култу", му реков на пекамберот салаллаху алейхи ва селам: "Ја Расул Аллах, афала убеширу нас?" А да не ги известам со ова убава вест луѓето? Тогаш му рече пекамберот салаллаху алейхи ва селам: "Ла тубеширухум фајеттакилу." Немој да ги известиш за ова луѓето, зашто тие ќе се допрат, ќе се потпрат на тоа. Значи, ќе мислат само ова работа треба да ја спроведиме и тоа е доволно. Велит Имам Усаймин рахимахуллах: ова што го знаеше Муаз ибн Џабал ради Аллаху анху од пекамберот салаллаху алейхи ва селам, го кажа пред неговата смрт. Не сакаше да го скрие знаењето. Се плашеше дека ќе имат одговорност кај Аллах субханаху ва таала. И затоа го кажа овој хадис во постелата на неговата смрт. Ги извести, значи, за овој огромен хадис. Но немој да мисли некој ова работа е лесна. Секој може да ја спроведи. Имам Усаймин рахимахуллах велит во објаснувањето на овој хадис дека човекот дел од спроведување на теохидот, на монотеизмот е да тој да ги остави сите други и гревови исто. Значи да ги оставиш исто гревовите. И токму тие
што ги имаат разбрано и сватено најдобро монотеизмот, теухидот, обожавањето спрема Аллах Теала се сахаба ридвануллахи алейхим, затоа што велит Енес ибн Малик ради Аллаху ан, кога се правеше еден греф во времето на пекамберот салаллаху алейхи ва салам и беше мал греф, но тој ни изгледаше нас како карпата на Ухуд да падне над нас. Зошто? Тие го има фатено оваа работа. Значи теухидот имаше фатено корен кај нив. И тие не сакаат тогаш да прават грешки према Аллах субхана ва таала. Бирниллахи таала ќе застанеме тука и во едниот дерс ќе продолжиме со друго поглавие. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.